K15! Почитувани гледачи, добро вечер. Еве не повторно со вашата омилена емисија, вашиот омилен водител и во овој прекрасен амбиент на градското телевизиско студио Рок н Рол во населбата Кермидница во Скопје, од каде што вечерва повторно ќе ја преследите емисијата, овој пат на една тема која што мислам дека заслужува внимание, тема која што значи просперитет за овој народ, за оваа држава, тема која што на некој начин ги отргна од маргините сите оние кои само довчера беа на истите тие маргини. По тој повод вечерва поканивме во студиото двајца лепотани за да разговараме за законот за вработување. Но пред да го започнеме разговорот, јас би сакал да се вклучиме во нашето студио и воедно да најавам дека вечерва по системот мултиплекс се вклучуваме неколку пати во нашето студио, што значи технички сме заокружени, од каде што ќе го следиме зголемувањето на степенот на вработеноста во нашата држава. Дали се слушаме студио Б? Ве молам, дали се слушаме? Очигледно не се слушаме, меѓутоа тоа не значи дека не треба во оваа релаксирана атмосфера да го започнеме нашиот вечерашен разговор. Јас најпрви би ве запрашал, кој ја смисли оваа работа со вработувањето, ама право ќе кажете? Па видите, оваа акција се јави како резултат на една долгогодишна континуирана активност на еден поголем број на тимови со една единствена цел, односно по-конкретно да се дефинираат тешкотиите во стопанството во нашата држава и на крај тоа сето да резултира со едно изнаоѓање на трајни, правилни, конкретни солуции и решенија за што ќе го зголемат општествениот производ во недоглед, а сето тоа со единствена цел, односно џабе работи, џабе не седи. Значи на некој начин така. Јас сега би замолил само да се вклучиме во студиото Б да видиме докаде сме со новите вработувања. Да, колега, многу добро се слушаме. Јас не знам што беше проблемот до пред малку и во овој момент би сакал пред се да ве поздравам јас. Да, јас и еден поздрав од овој Лепотанов до мене и би сакал да кажам дека во овој момент бројот на вработените изнесува 42.840. Јас ви благодарам, колеги, ќе се слушнеме повторно во текот на емисијата. Ние будно го следиме степенот на вработеноста, односно зголемувањето на бројот на вработените во нашата држава. Која е крајната цел на законот за вработување? Па, видите, крајната цел, која што пред малку ја споменавте, а доаѓа многу близко, крајната цел се планира некаде за септембар месец и се планира до краја таа крајна цел да бидат запослени сите илјади невработени кои што потенцијално очекуваат работно место. И баш заради тоа, јас у оваа прилика би сакал да апелисам да сите што очекуваат вработување ги вежбат своите работни навики, да не се доведеме у ситуација утре до овото работно место да ги сачека неспретни, со што би трпела и самата продуктивност на трудот.
Токму така. Ние сега ќе направиме една мала музичка пауза, меѓутоа пред тоа да го вклучиме повторно нашето студио Б, да видиме колку вработени нови имаме. Еве во овој момент имаме нова бројка, мислам, бројот на вработените постојано се зголемува и тој сега веќе изнесува, значи, изнесува 43.540. Čija si, na kogo radost ti mu nosi, zvezda si, a nitу име не ти знам. Кич Словенец, много бава песна. Што да ви расправам, јас од мал ептен сум бил талентиран за музика. Значи, таков талент, кажуваат жените у малото, се нема родено. Мама прва открила дека сум апсолутен слухист. Она баш не расправа, вика една сабајлина, лежиме тако у собата и уште петлите не беа запеале. Комшијата вика, прдна негде ки 4 сат, вика, ти оп, тук ги ококори очи. Прв стана, вика, се разбуди. Абе, и му реку, тогаш на тат му рекла, дето е многу талентирано, апсолутен слухист за музика. И каја награда, дедо вика, че му купуиме рамоника. Се събрали и одлучиле. И аз си рекла, че ми купат ваква рамоника. Кога да не стоя рамоника, ваква, за свирење. И корди се јас да вежме тука дома, се собираме навече, си пееме песни, но кој кој ча посака. Дашка на Коледа, кога деме, стално бе главен, јас ги пее на Чичо, Чичо, Ина. После Ери, јатка од магаре, затка. Сите ги пее, знаеш како, од прва до последна. И едно време, мајка му вика на тата, му вика, слушај, во најшто дете, многу ќе го биде, вика, да му купме, вика, една, да му донесме голема рамоника една. И тата ме гледа, вака ме гледа и вика, знаеш што ќе го биде? И ми донесува тата одна утре се балинта у Сојуз на борците. Му рекол, таму дајте таа од 44 што останата хармоник. Стварно беше ратен инвалид, 11 куршуми имаше, уна дупки од куршуми, вака, баџи големи, ама свиреше, што да ти расправам? И зе јас вежбам, работам, свирам и се вака не згодно, јас ќе речем, Радојка и Тире Живко и цело време ма прателе како работам, како вежбам, има поканија на тоа прва хармоника, тогаш Југославија да учествуваме и јас кога зе да вежбам, вежбам, ами има најболje пролазно време. Анома, ка нече џаволот некоја работа да биде, да биш мајк, што да правиш? Свиреме, се ми се чини дека беше у Монополот другарска вечер и јас нареден вака весници тука од тоа многу душеше хармониките, 11 дупки кад ще раздуа, а тие налет еден се погоди на вратта и многу гужва па таа вечер. Цело време отвори, затвори тоа врат, таманча отворат вратта, од тоа дупките ќе растегнам хармониката, кад ќе му ударе една промеја, кад се затна цел, запалење плуќа, 14 дена у болницата ги излежа. Си викам, отиде мојата кариера и стварно така бидна. Ни хармоника се виде, ни ништо и сега се превентира на гитара, ама не е тоа да ти кажем право. Чија си, на кого радост ти му носи, звезда си, а ниту име не ти знам. Кај си ти до сега? Да упалјаш реп тука од кој да запала во паркова стена, бе.
Што си се облекол овака као папучар, бе? Папучар. И шо дому од дела седам, бе, батка? Шо си нервозен, бе? Ке го убија, бе. Кого, бе? Некој бе отцикал. Зар можеш у мене да посумњаш, бе, батка? Мора некој да од двама те видел, бе. Нема шанси, бе. Став дека не си ти дека ово изгледа од љубомора и се јавил, се знае се. Кој е Дебелјов? Дебелјов. И се јавил преска по телефон, би затвара слушалица, а утре треба да носам у театар и кажува дека сум жене тоа оно. Не може овако. Нема. Сега ти ќе ми учиниш да услуга, бе. Све што треба, бе, Џони, бе. Знаеш, овамо да седми спрат кајше окулата, ќе двориш од оздола, ќе кажеш дека те прати биле паника и ќе шо го да- даеш, овоа ќе го даеш. Она многу ги сака овие, кажи дека се од мене, ќе ми завршиш работа, ја ќе те чека после од некој. Ај живе. Госпожице, ова ти го прати Миле Паника. Мала пажња. Фала многу, фала. А пари? Ајде, момент. А кој си ти, извини? Не е битно. Што направи? Батка, што може да направи? Слушай, свекна беше и ги дај бомбоните свето. Абе, док не имаш ти мене, јас сум ти рекол. И ги дава бомбоните поштено, си ги плати сега, можев да ја заколам. Што збориш ти, бе? Зашо, бе? Зибе пари. Како то си иззивал пари, бе? Па то беше поклон, ја то треба си извинам да идеме у театар тамо, ти си иззивал пари, бе. Ајде идеш тамо, да ги вратиш парите. Па ова би е за поклон, тама треба си извинјам, утре у театар треба да носам. Будала една, бе, бате. Ајде, бе. Дедор балене. О, пак ти, а? Јеби га, моја грешка, извини, госпожице, треба да ти ги вратам парите. А чоколадцата? Кого да питате за мене, ќе ви каже да ја секој викенд сум идел на викенд. Ќе зеат некоја девојчица, палиме точковита и правец на викенд у природа. Али, ото више нема драж, пошто се има све мање природа. То сегде џубре, либеки, тајлон, консерви, па човек нема кај да залегне, нема више слободна ливада. И си викам, кругот е мале чока, во него сме сите. И бате, васе, бате, бубе, бате, бите. Та-ла-ла, а-ау-ау. Нема ливади, нема. Ода ми вика, дај биди лидер.
води бе удора на езеро, да се бањаме балце. А, си викам, оста да ти не бањата, сестро. Штета, удора више нема езеро. Све бање има биоцедоза, бање има риби, бање комарци, бање има екоструктура, што вика овој Вукалја. И викам, слушај, кругот е мале чока, во него сме сите. И бате кире, бате лазе, бате бите. Чекаме ред за вода, ред за воздух сите. Природата ни враќа, броени се деновите. Али ода упорна, сака да иде да викет патотие. Ајде биле досибете бола поред река, да гледаме природа лепота. Важи, иде бе тамо, шо да видам? Реката тече, камен лече, а рибите пливат грдно. Неба драшни овде и викам, и отидов бе кај мене, и така младите почнава се затварат по дома. Кругот е мале чока, во него сме ситре. И бате кире, бате лазе, бате битре. Чекаат ред за вода, ред за воздух сите. Природата ни враќа, броени се деновите. Почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашето студио и на нашиот вечерашен разговор, нашата тема Законот за вработување. И сега сигурно јавноста интересира што ќе се случи кога сите ќе се вработат. Тоа е точно. Нашата држава сега ќе дојде у една ситуација као резултат на овие радикални промени во правецот на вработувањето, да како нус појава се јават вишак на работни места. Аналогно на то, ние одма ќе превземеме друга акција, а тоа е да сите кадри наши, односно сите интелектуалци и супинтелектуалци што се оттиснава во далечните земји попут Новзеланд, Австралија и све, да ги прибавиме овдека, при што ќе добијат убави места и освен това, ако и това не е доволно, спремни сме ние од нашите соседни земји да направиме излив на свежа крв, како привремено вработување и решавање на ситуацијата. Значи, на некој начин да извршиме повраќај на нашите кадри. На некој начин, да. Јас би сакал сега повторно да го вклучиме студиото Б, да видиме колку нови вработувања има во моментов. Ова е навистина зачудувачки 49.540 нови вработени. Фактот што примерот на нашата држава, така наречена чудо на Балканот, го следат и високо развиените земји, како што се Франција, Германија, Албанија, Бугарија, сам по себе го наметнува прашањето како и на кој начин ние ќе обезбедиме перманентен извор на кадри за нови вработувања, односно како би се решавала таа исправна кадровска политика. Па видите, кај нас... Момент, од држијата ми јавуваат дека повторно ги имаме студиото Б, колку имаме сега нови вработувања? Верувајте, веќе и јас не можам стварно да го пратам овој огромен пораст. И така да во овој момент бројот чека да видам колку беше. Бројот на вработените изнесува 56.240,1.
Благодарам, колега. Се извинувам што ја прекинав. Па, видите, токму тоа за таа иницијатива, што ви кажам, постои една општо прифатена, јака, долгогодишна иницијатива која што треба да доведе до создавање на едно ново акционерско друштво под покровителство на председателот на државата нормално, кое што акционерско друштво ќе го носи името Коридор. Зошто токму коридор, јас би ве молил да објасниме за нашите гледачи? Па, од етимолошка гледна точка, зборот коридор потекнува од два збора, фактички. Од зборот кори и дор. Дор знаеме што значи дор е врата, значи широм отворена врата, примаш гости, примамливи понуди, а зборот кори, сите го знаеме што значи, нели, нормално, тоа е нашето традиционално јадење, кое што всушност во овој збор представува символ да луѓето бидат примамени да дојдат кај нас. Мислам, никој не одбил кори до сега, нели? И они кои ќе дојдат и така ќе бидат запослени и тоа. Да. Овој коридор, мислам, ова акционерско друштво, ќе им овозможи едно продефиле, односно да продефилираат голем број стручњаци од север кон нивниот пат према југ, односно тие треба да поминат из Македонија. Преку нашиот запад, да. Преку нашиот запад, нормално. И тука е всушност и нашата шанса да на тој нивен пат ние овде ги задржиме, ги запослиме и целата нивна стручност ја искористиме исклучиво во полза на демократскиот просперитет на нашата држава, нели? А тоа пак за узврат за нив би значило добивање на едно поле за културно делување, образование, стручна надградба и така натаму. Јас ви благодарам и пред да се разделиме од гледачите, уште едно вклучување ве молам, дали имаме новата бројка на вработени во нашата држава? И еве, јас на вистина не можам да дадам апсолутно никаков коментар. Бројката од 62.000, само момент, од 62.540 вработени е огромна и мислам дека го надминавме очекуваниот резултат. Благодарам. Ете, видовте и самите почитувани гледачи на крајот од емисијата. Уште еднаш проверивме дека навистина со голем интензитет тече акцијата за нови вработувања и многу е близко денот кога ќе немаме воопшто невработени во ова наша држава наречена Балканско чудо. И никогаш немојте да заборавите. Џабе работи, џабе не седи. Башала, докторе, што е работа, а како се деси ова? Абе, батка, како да ви кажам, вчера се возиме со жена ми низ град и се возиме, така пушиме. Ја иначе кога пушам многу ретко увлекувам, углавном пувкам. Добро. И едно време почна да ми се јавуваат некои симптоми со циркулација, нешто, па си викам да не пресисам дихтунгот. Докторе, колава да беше коњ, сега ќе требаше да ја утепа, долгу стара. Абе, зашо така зборите, бе, батка? Не е толку стара колава. Мора Е. да има некој чаре. И баш краток спој да алтернаторот. Аман, бе, толку ли е краток? Краток ја ќе го продужав, ја? Има ли чаре, пошто имам и други работи некој денес, бар до дома да ме однесе колава. Кото? Ќе те доси кај сакаш сега, 1000 дедара. Аман, бе, батка, бе, па ти зимаш поише од мене, бе, ја кобајаги доктор нешо. Операции, вамо тамо. Па јеби га, вие докторите одадам све да исти модел работите, овдека до овие модели, стално до овие, треба да се прати технологијата, савремено. Слушај, а да ти ставам аларму колава, гледам немаш да не ти ја чопат? Нема потреба, батка, имам сандук со пчели, навечер го ставам, са бајле го вадам. Нема гајле, фала. Оваа професија е многу важна и мене би е многу драго што ја имам могуćност да ги
образовам кандидатите за возење на кола, пошто то е као за општа култура многу добро, као за општа култура многу добро. Ја прво ги учам кандидатите да према кола не треба да се понашат као со човек, пошто колата треба да ја сакаш и пошто ода има гепек и то. Исто така ги саветуем да купуват поволна кола само уколку е нова, и то. Да првиот час ја обично на кандидатите ги обучавам дека има 3 педали, тоа е квачило, куплук и газ, и да кога се трга со возилото, обично треба да се отпушта лагано левата дока да спетка на десната и да то треба да се даде жбигавец и да се убаци у прва и со реквизиторот се гледа кога постепено се трга да се уклучи у саобраќај, али за то захтева поише пракса и заради тоа би се биде кандидатите многу захвални, заради тоа што сум многу добар и би викаат фала и то, и би викаат фала. Пошто има кандидати со различита нарав, од мене се бара да бидам многу стрплив, што ја у остало би сум многу стрплив. Еве да пример, ќе ви дадам еден пример, кај што имаше еден кандидат кој што де сакаше да ја вади колата од гаража додека де побиде 2000 километри. И јас со врло тактичен начин успеав да го убедам дека може да ја вади колата и со 1000 километри од гаража, бидејќи сега се тоа многу модерни аута и тоа е savремена технологија и мислам savремена технологија и то. Иначе да биде што ми останато усеќање нарочито то беше една женска особа, што ми останато усеќање и еднашка така док ја обучавав, бие да летавме да круже ток и док ја така нешто бев се зачитал некоја штампа и то баш тамо пишеше за ова бракот што бил у Брисел со значајното за просторот за нашата улога у регионот и дигам глава и гледам да сме уште се налазиме у кругчето и кандидатката би вика дека да осталите учесници што се у саобраќајот и бегаме по 2 круга. У таа ситуација јас се стајдов на тој начин што искочив од колата, му придов на знакот за кружен тек на саобраќај и со убави читливи слова одоздола допишав де подукачко од 15 минути, Дека за оваа психологија треба да си голем психолог, јас ќе го наведам и следечиот пример. Тоа е примерот кога у една прилика јас со една кандидатка и ода се бучеше да паркира и ода се бучи да паркира, ја као до незе седам боже сум незаинтересовано и ода се бучи и после до време вика ете готово, ја паркирав колата и ја као вака дзирнав кроз прозор, гледам и викам, па добре, до тротоарот може би да идеме и пешки. И за тоа, ја у оваа прилика би сакал да им кажам да у садашницата, да сите гледачи, да уколку дајдат слободно место за паркирање, одма да купат кола. Ова е изнаредна кафана. Пардон, молим. Ја го место стигна. Ќе пиете нешто него лице? Маче, вино да земем. Има Country White, Country Red, Sauvignon, Merlot, Вранец, друго нешто.
Било шо, батка, по твој избор, од повардарија само нека биде. Нема проблем. Слушай само, да водиш сметка, компензацијата после што ја треба да ја реализираме денеска. Не е проблем. А ти со шлепери работиш? Ја, исклучиво. Ја не признам ни еден друг бизнис осим шлепер. Едина поголема ставка ми е данок, али исто работа ми со цесии. Данокот на промет кој ќе се анулира, а компензација работам исклучиво со кафани. Со 4 кафани имам компензација. Добро вино? Ова е Пинот Ноар, идеално е за ваа прилика, за навечер најубаво вино шо оде. Слушај, сега пошто е многу гужво у кафаната, ќе ви седнат уште двојца, уште еден пар тука ќе сместиме, нема да ви смета. Ајде, дечки, ви молам, седите. И да водиш сметка од тиваа компензацијата што е денеска ќе мора да ја реализираме. Ајде, трајте сега ќе Не ми. е проблем, батка. А ти кога пишуваш фактури користиш мобилен? Видиме, че фактура као таква губи секаков смисол без мобилен. Мислам у смисол на контактите што се неминовни да се остварат. Не, баш имав проблеми пред некој ден на царина. Нешто дозволи ми бараат робата ми 7 недела дена, тој еден таму се погоди. Педер! Компензација е све. А да те прашам нешто, ти вака како многу јак бизнисмен, сигурно многу се нервираш, многу стресови имаш, а? Види, маче, нормално е оваа работа. Али ја као сите појаки фрајери овака што се бават со бизнис, користам таблети за смирување. Апаурин? Лексилиуми. Баш пред некој ден бев кај тој мојот доктор, што ми препише стално, викам добар ден, добар ден, докторе. Може ли лексилиум? Му вика може од колку сакаш. Му викам од 3 милиметри леле ќе кажев километри. Пардон. Слушај, јас на човек говорам или на магаре? Да не те брукам тука пред вие парочоси. Дај ваа компензацијата да ја реализирам више, не може дуга да се чека така. Добро бе, батка, нека дојдат луѓето јада. Фатиме све од... Рипа е тука, човеците чека топол оброк, нема тениру што да им сервираме. Дај собери тука такото. Ајде не се тука че... Значи, ова ти се не. Как се вратам модно. Па и вие пола саат јавете да ми се не види. Може подеднаш све. Саботаже, дедела се спреба, дал се баѓаш или си ставаш креба. Градидарот пред да купи црви, те излажа дека ти е први. Градидарот пред да купи црви, те излажа дека ти е први. Градидарот цвеќето го расте, ти дервозда триде да ти касне. Саба седи ништата жена, да жена, дева жена. Шо ми плеше, каде она деше, шо ми плеше, каде она деше. Да жена, дева жена.
Gratidaro tebe te prevari, te odese da hari batahari, izdedato tebe bite chiari, hada vede ficus bicodari, izdedato tebe bite chiari, hada vede ficus bicodari. Gratidaro ceke togo raste, ti dervozda tride da ti kaste, saba sedišta ta žeda, da ta žeda deva žeda. Što mi fleše, kad te ona deže, što mi fleše, kad te ona deže. Da ta žeda deva žeda. Gratidaro ceke togo raste, ti dervozda tride da ti kaste, saba sediš da ta žeda, da ta žeda deva žeda. Što mi fleše, kad te ona deže, što mi fleše, kad te ona deže. Saba sediš da ta žeda, da ta žeda deva žeda. Цацко Конопишки, навидум обичен јарец во подзнак глав. И него го мачат сите они работи од денешницата и секојдневието. Притиснат од мито, корупција, роб на традиционалните навики, никогаш ослободен од она што можеби го чека утре. Меѓутоа, овој ситен трговец наеднаш откри неверојатна мод. Секогаш кога нема да плати данок се претвора во бизнисмен. Следете ја првата епизода Акцептен налог. Ало, јас сум Блажо. Еве од град тука, да. Слушај, има еден селяк, сака роба да земе. 7 тона, да. Ке му дам јас паричи, прво ќе му барам, сигурно, да. Имам ли? То првата ли беше лига шо беше? Прва лига ли беше? Добро. Добро да е, само да питам јас шо има на залиха, да? Да. Еве тука е еден селяк. Добро, добро. Шо би да разбираш? Имам 7 тона роба, прва лига, ам тебе не ти давам, разбираш. И од да не ми даваш, разбираш, јас у понеделник ќе ја завртам робата среда, најкасо ќе ти ја платам, разбираш. Оти. Ти си селяк, два пат така ме преверија, тука би остана без роба, без ништо остана. Не ми вика селяк, разбираш, јас шо ако имам 2 фирми под стечај, јас човек не сум заебал живото, разбираш. Ти не си фер. Јас што ти кажам ти, парите прво ќе ми ги даеш мене тука и после тоа ќе се По-фер од наберем. мене, наваѓаш, јас моментално немам пари, ти дај ми ја робата на мене, јас да ја завртам еднаш два пати ќе ти ја платам, бе, разбираш. Мојата роба е оригинал. Јас без тоа, без пак на рак, Јас ќе ти не платам го давам ништо. Па, вика Супермен, полетоенто и слетоенто е најопасно. Шо е работата, бе? Не можеш бизнес да потераме, разбираш. Зошто? Ти роба имаш ли, бе? Имам. Сакаш да ја продаеш? Сакам. Ти сакаш ли роба, бе? Сакам. Сакаш да купиш? Сакам, разбираш. Ами шо не ја земиш од него? Јас робота без пари не ја давам. Дај му робота, ја ќе ти викам. Не ја давам без пари. Ти пари имаш ли, бе? Немам, А разбираш. сакаш да ја земиш робота? Сакам, разбираш. Па земи ја од него. Дај му робота ти роба, без разбираш. пари. Не може без пари да ја Че дам. да, акцептен налог имаш ли, бе? Имам, разбираш. Дај му акцептен налог. Добро. Ајде, свршена работата. А данок кој ќе плати, разбираш? Данок ќе платам ја, од сусамот!
Кој беше вие човек, бе? Кој е вие човек, Вие човек, разбираш? гледај, бизнесмен. Ladies and gentlemen, не сум сексуален манијак, како што сакат некои да ме прикажат тука, за да го расипат традиционално доброто пријателство меѓу Америка и Македонија. И сега, со народните снимки што ќе ги прикажам, вие пресудете сами дали се работи за сексуален напад или нешто слично. Паѓате се, после оваа дебелава, ќе заградам господица Левински. Ја мислам дека е македонки, в знак на добро пријателство со Македонија, се поздрив и ја заглив неа и у таа, и у оваа ситуација. Ева. Па ја вака ги гролам сите кои доаѓаат кај мене. Ја вака сум го пречекал Ханџиски, вака сум го пречекал Григоров. Па тоа значи ли нешто друго, освен добро пријателство? Затоа, браќа македонци, за овој случај сакам да го чуем и вашето мислење за овој морален чин. Не сум во тек, бидејќи јас во тој период бев кај другарот Елцин. Јас му имам на другарот Клинтон искажано нашите сознанија од анализите што ги имаме како партија, дека се работи в случајот за високо шармантна личност, као што он, и кој што има драстични могуćности за освајање женски особи при блиски овој контакти, така што мислам дека ова не е резултат на некоја подолготрајна акција, него на неговиот висок квалитет како мушкарат, мислам. И му реков, чим ги бричи ногите, терај бе батка, мала била, голема била. Мајде, јас до него тука седев без везе, само зборат му пуштаат афери, дека бил оваков, нема врска. Човекот си седи, си јадеше најнормално, а јас цело време баш покушавав му викам мистер Бил, мистер Бил, мистер Бил, сакав да го од Ханџиски да го поздравам, ништо, човекот си гледа доле, си гледа у тањерот, си јаде, апсолутно не е швалер, човекот е висок професионалец. Клинтон као најголем швалер излезе, бре. Па овде ние имаме случаи кај нас да му го донесат швалерката од Истанбул без пасош, колку да се обави функција. Кој господи Зебе? Не е важно кој се, нека ме да го именувам тука да го каљам, али важно ќе му го донесат швалерката, ќе завршат работа, ќе го вратат, нити афери да се слушне ништо. Не, па тоа се треба да се испоапси. Па шират неморал и блуд богати. Јас некни се вратив од Америка и таму се сретнав со Клинтон и тој ми кажа, Ристе, ние сме колеги и по тоа што ги затнавме сите дупки, јас овде во Америка, а ти во Скопје. Многу е рано да се дадат било какво мислење по тоа прашање. Мислим дека не треба да се подлегнува на тие капиталистички трикове, а Бил Клинтон мислам дека е една личност кој сака сите да ги стави под себе, без разлика дали е овакав или онакав. Па ја после оваа афера нема да седам со скрстени раце и можам да кажам само дека и мене уши усредно ми стегна исто една афера, наводно сум носел некоја женска на водно, сме правеле скара, а ја уствари уопште немав скара усредно и можам само да поручам една работа. Клинтон, ако правиш скара, остај по некоја кобасица иза дома. У наше време, зарака да ја фаниш, мора одма за жена да ја земиш, не па да ја гушниш. И шо сме направиле после? Че остане таа стара мома, никој не ја зима. И е ти проблем после. Да, јала ни бев таму на доручек и ми остави утисак дека он беше доста транспарентен и мислам дека најголем адут му беше тоа што он одлично збори енглески и на тој начин ги шармира сите што беа присутни таму, нарочито овие од поубавиот пол што беа и тоа е главно вака.
Иначе за доручек имаше две яйца и сланина и кој јадеше јајца си ги јадеше. Тие другите што не јадеа сланина ги менја со другарите, а ја не јадев ништо и мене ми го и дадоа следувањето у пари и од тие пари ја земав оваа дивна кравата. Да, нема да можам да дојам на ручек денес, никако, да. Добро, може за ова да правиме после муабет. Да, па. Не можам да дојдам на ручек, ти кажав 100 пати. Имаме смртен случај. Да. Бог да го прости. Ајде, ке се чуеме. Ајде. Вака младо кој ќе си отиде без ред. Попе. Отпеј го. Сечи моме, се поред